Дами и господа, добро вечер. Ново издание на Рапорт со Јофе од вечерва во нов термин недела по вестите. Вечерва ќе бидеме малку посериозни. Да, и самиот мразам кога сум сериозен во емисија, но понекогаш главните настани се такви што единствен начин да ги обработиш е или да бидеш сериозен, или да ги тргнеш настрани да се правиш како да не се случиле. Да се зезаш кога некој се тепа или шета со тупната глава е малку невкусно. Или многу невкусно. Посебно кога тоа се млади луѓе, мои врсни се чувствувам обврзан да и сатирата да ги ставам во втор план, а ова значајно телевизиско време на нагледаната телевизија да го искористам за да им се обратам на тие млади луѓе. Додека да стигнам до поентата ќе треба да поминеме преку неколку малку подосадни минути, но се надевам дека имате време и не ви се брза никаде. За почеток, сигурно денеуве сте ја забележале најавата на денешното издание на програмата на А1 беше поврзана со неодамнешните настани на Кале и нормално сега очекувате да зборуваме за тоа во емисијава. Ќе зборуваме сепак најпрвин да ја видиме уште еднаш. Кога на сцена настапува национализмот и верскиот фанатизам, магично исчезнуваат сите проблеми. Нема веќе сиромаштија, нема веќе невработеност. Македонија трча ко луда кон НАТО и Европската Унија. Браво за режисерот. Овој филм секогаш добро се продава во ваква држава. Шоуто од кое и Баба Рога се плаши. На Рапорт со Јофе, недела. Да, токму така, Јофе е потполно во право и потполно се сложувам со него, но ајде да се обидам да ви објаснам што тоа точно сакал авторот да каже и како тоа размислува батко Јофе. Денес кога го гледате, ова е недела 20 февруари, сепак денес кога го снимам, ова е петок 18 февруари. Ова ви го кажувам бидејќи имаше некои најави за некакви случувања на Кале вчера, па чисто колку да знаете дека вчера за мене е всушност утре, па не знам дали се оствариле, но се надевам дека не се оствариле. Како и да е, ајде да се вратиме малку наназад на почетокот на овој месец и да видиме што се случуваше од тогаш до денес и кои беа главните теми за кои се зборуваше во оваа држава. 1 февруари. А1 се уште се наоѓа надвор на улица пред владата и добива огромна поддршка од граѓаните кои истовремено упатуваат и огромни критики кон власта. Истовремено најголемиот дел од опозицијата е надвор од собранието со што земјава е во политичка криза. Тоа автоматски носи и реакција од меѓународната заедница. Истиот ден имаше соопштение од Американската амбасада и реакција на Европската Унија преку нивниот амбасадор. Одиме со изјавата на Фуере. Е многу важно да владините представници заедно со лидерите на сите политички партии ги направат сите напори се со цел да ги усвојат препораките содржани во извештајот на Европската комисија. Политичкиот диалог е единствениот пристап кон соочување со сите предизвици кои што постојат во земјата. Покрај политичката криза во државава имаме и вистинска економска криза. Еве пример за тоа од Кумановско-Липково. Искршени прозорци, на нив залепени картони за да се заштитат децата што учат во ова училиште. Онаму каде што има стакла, тие се замрзнати. Во вакви услови учат овие деца, се греат на дрва. Сликата уште пострашна во тоалетите кои се целосно руинирани. Но надвор пред влезот владата им постави компјутер, ама и тој повеќе не работи. Може би не работи компјутерот, но сигурно работи суството. Но како? Премиерот Груевски убедува дека тоа е независно, а анализите и експертите велат нешто сосема друго. Еве заклучок на таква анализа која одеше во вестите на А1. Наспроти изјавите на Груевски дека владата нема допир со судството, семејните, пријателските и политичките врски очигледно имаат пуштено длабоки корења во третата власт, која треба да биде столб на правдата и демократијата, нешто што од Македонија го очекува меѓународната заедница, но и граѓаните. Критики за судството и власта и од меѓународната заедница. It seems odd to me that a government would ever call upon citizens to sue anybody. That's not the role of government. Again, I think people need to focus on making the judiciary here efficient and meeting the needs and the role that it should play in this democracy. Критики и за министерот Маневски од судската фела. Судската фела е на став дека министерот не треба да биде член на судскиот совет, но како што кажав и претходно, ние не можеме тука ништо да измениме. Загриженост за ситуацијата во земјава и преку заедничко писмо на европратениците Зоран Талер и Јорго Шацимаркакис. По замрзнувањето на сметките на А1 и бојкотот на опозицијата во собранието, Брисел смета дека Македонија се наоѓа на сериозен крстопат, велат.
и време сите инволвирани страни да најдат компромис во оваа ситуација. По долгото предупредување на експертите, трагедија во Шутка. Една од притвореничките од Перонаков го губи бебето. Протести пред судот. Демохристијани лицемери убивте дете, стоп за бремени жени во притвор. Кој ќе одговара? Силна осуда за трагичниот настан кога притворената управителка од Перонаков го загуби бебето. Премиерот Груевски упорно тврди дека судството е независно, но од Европската унија не мислат така. We would all like that there is independence, but clearly, as the Commission report highlighted, there is no such independence, and the Prime Minister or the government cannot continue to hide behind this excuse. There has to be a careful consideration by the government of what it is doing and where it wants to go. Луѓето не им веруваат на институциите. Спасот од бедата го бараат во медиумите. Многу тажни судбини секојдневно на ТВ екраните. Ова е само една од нив. 15 луѓе во 4 квадрати. Вака живее семејството Закирови од Велешка Рамина. Немаат ниту кревет, па мораат да спијат на земја. Нивната куќа е една од оние кои слечиштето ги оштети. Вода тече од секаде, а зидовите само што не им се урнале врз глава. По многуте критики, никаков резултат. Власта во нов обид за контрола на медиумите. Дали и на македонските медиуми ќе им се случи Орбан? Според информациите на А1, власта подготвува нов закон за радиодифузија, кој на сличен начин како во Унгарија ќе уредува вестите во медиумите. Во меѓувреме, здравството тоне во проблеми. 2 месеци чекал за да му ја снимат главата на радиологија. Шабан Ислаимовски по долгото чекање денеска повторно бил вратен од клиниката за радиологија. Не работел компјутерскиот томограф. Па повторно следуваат лоши вести од Брисел. Македонија дефинитивно бележи влошување на реформскиот процес од притисоци врз судството и медиумите преку партизираната јавна администрација и корупцијата. Ова е наку со содржината на извештајот на Европскиот парламент за кој ќе се расправа утре во Брисел. Доаѓаат и скандалозни информации за истрагата на А1 и фирмите од Перонаков. Власта се пазари со судот и не се откажува од намерата да ја затвори А1. Обвинителството повторно бара да се замрзнат сметките на телевизијата и на 3 дневни весници, но овој пат за околу 2 милиони евра помала сума. Првичната сума од 5,2 милиони евра, за која фирмите 2 недели беа блокирани, веќе не важи, сгрешиле во пресметките. Новата математика на обвинителката Гешковска сега покажала дека А1, весниците и останатите фирми должат вкупно 3 милиони евра. На големо се трошат парите на граѓаните. Каде завршуваат? Слободи го срце. Власта и понатаму преку својата омилена рекламна агенција Република продолжува да троши милионски суми евра за кампањи. За само еден месец од 2011 склучени се 2 договори во вредност од фантастични половина милион евра народни пари. Последува уште едно посетување од Брисел за состојбата во државава. Во Брисел денеска се расправаше за Македонија сите водечки политички партии, вклучувајќи и демохристијанската фамилија на Груевски, го потсетија дека ситуацијата во државата е влошена. И повторно проблеми со откупот на тутунот. Нови протести на тутунарите. Насилно прекинати протестите на тутунарите кај Прилеп. Според тутунарите, полицијата започнала намерно да ги пропушта колоните возила низ барикадите и со употреба на сила ги истуркала тутунарите надвор од патот. Обвинија дека некои од нив дури биле и физички нападнати од страна на полицајците. Да, од прилика ова се само дел од темите и проблемите со кои бевме преокупирани во изминатиот период. А ако може да сумираме, во изминатиот период се занимававме со проблемите со медиумите, најпрвен нели А1 телевизија, политичка криза имаме во земјава бидејќи опозицијата е надвор од собранието, проблеми со судството, нели независното судство, проблеми со човековите права, стандардните проблеми со сиромаштијата, невработеноста, земјоделството, корупција, трошење на народни пари и тоа, пазете, ова се само темите од првите 10 дена од месец февруари, но наеднаш, бум, се тоа паѓа во вода бидејќи се случува ова.
Тежок инцидент на полнок на Скопско Кале. 100 жители од околината на Калето синоќа уриваат делови од црквата музеј. Биле испровоцирани што тајно и на полнок власта сепак ја гради црквата, иако кажа дека ќе биде стопирана. За брзо време на Калето се појавија неколку министри на ДУИ, меѓу кои Бујар Османи и заменикот министер за внатрешни работи Джевад Бучи. Чуварот на Калето ја повика полицијата, која не интервенираше. Бара од заменикот министер за внатрешни и од градоначалникот на Чаир Изет Меджити да се запре со уништувањето. Веднаш потоа следува и ова. Зовриваат страстите меѓу народот. Утре на Скопското Кале се среќаваат бранители и противници на музеот црква. Во тајминзи што се преклопуваат, најавени се два собира, македонски и албански. Првиот преку Facebook, инициран од извесен граѓанин кој се декларира како ВМРО во неговите политички погледи, поканува пред црквата Свети Спас македонци од 11:30 до 14:30 часот. Ако треба се до еден живот даваме, Македонијо, земјо мила, ке те браниме. И нормално, еден ден подосна го добиваме ова. Тепачка на Кале за објектот на Паско Кузман. Судир на две групи, од една страна комити, од друга шверцери и жители од околината на Калето. Полицијата не можеше да го спречи блискиот контакт на поддржувачите и противниците на објектот на власта. Клоци, шамари и камења летаа на сите страни. За цело време полицијата не делуваше синхронизирано. Не успеа целосно да ги раздвои двете толпи. Уапси неколкумина. Таму беше и заменик министерот за внатрешни Джевад Бучи кој интервенираше. Камерите назад, 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 назад! Назад! Кој да снима, бе? Чекај, дај прво некој нека ми објасни зошто мора толку многу да вика човеков. А можеше фино да си се обрати. Еве вака, например. Камерите назад. Назад, назад, калино моме, немој да одиш по мене. Да, ќе ве молам за понатака кога ќе им се обраќате на новинарите, камерманите и фоторепортерите да користите ваков смирен тон. Туку за шо правевме муабет уствари? Види се тепоци. Да, спорував за настаните и главните теми од последниот период во државава, како што е овој со тепачките на Кале и чекај, навистина појма немам што друго беше актуелно. Не бе само на тепачки ми текнува. Што? Невработеност? Сиромаштија? Абе, да, сега, навистина тоа беа темите, ама кој да се грижи за ова кога ваму луѓева се убиваат? Не ни даваат црква да изградиме, што би рекла македонската страна, или градат само цркви со државни пари, а џамии, што би рекла албанската страна. Власта? Што има да рече власта? Македонскиот дел од власта, односно ВМРО-ДПМН гради, а албанскиот дел од власта, односно ДУИ, урива. Така почна целиот проблем. Народот лесно се пали на вакви теми и веднаш зазема страна, па треба да се одбрани својата вера, нели? А верата најлесно се брани со клоци, боксови, ножеви, пушки и пиштоли. Така пишува и во Библијата и во Куранот. Уби го ближниот свој. Што? Љуби го? Какво љубење би се мола? Ако ги љубиме ближните наши без разлика на вера и националност, нема да одиме да се тепаме со нив и ќе треба да зборуваме за сиромаштијата, невработеноста, човековите права, слободата на говор. А кој сака да зборува за тоа, кога може да се качи на планина и да скрши некого ќотек? Да, токму тоа е мојата теорија, дека проблемот со црквата или музеот или атомската централа или што и да е тоа на Кале е создаден за да го отргне вниманието од реалните проблеми, најмногу од економските. Не мора да е точно, но ќе мора да признаете дека има логика. А ако ништо друго, ова е веројатно една од малкуте ситуации каде не можете да го вините Бранко. Кај ќе го вметнете Бранко во приказна кога Паско Кузман како дел од власта ја гради црквата музеј, а функционери на ДУИ исто така како дел од власта ја рушат. После ова е многу лесно на Facebook да се формираат групи каде фрчат навреди, пцовки, говор на омраза и младите луѓе да се организираат за да ги убијат другите, различни од себе.
Како што прочитав на повеќе места таму, мотото е ова е надпартиски проблем. Нема тука ВМРО и СДСМ, македонштината и православието се во прашање. Па да, сега на прв поглед изгледа така, но размислете кој ги собира плодовите на крај. На избори, на пример. Кај македонците кои се запалиле по овие настани, тоа нормално е ВМРО ДПМН, бидејќи таа партија гради црквата, кај албанците кои се запалиле по овие настани, нормално дека тоа е ДУИ, бидејќи токму нивните функционери наполно ги ја рушија и нели не даваат да се градат само цркви без џамии. Сега нормално дека резултатот е и омраза на албанците кон ВМРО ДПМН и омраза на македонците кон ДУИ, но на кого му е гајле за тоа? И така никогаш нема да се случи македонци да гласаат за албанска партија и обратно. Та, драги мои, национализмот и религијата се теми кои секогаш палат на овие простори. Па и не само на овие. Груевски ги доби минатите избори на картата име. Името не го даваме, нели? Доколку повторно се одржат избори, повторно може да се игра на картите национализам и религија. Кога нема реални резултати пред себе економијата, интеграцијата во НАТО и Европската Унија, а работите се влошуваат и на многу други полиња, ваквите теми секогаш можат да донесат екстра поени. А вие, драги мои врсници, македонци, албанци, средношколци, студенти, слободно одете по ридови планини и вадете си ги очите. Така, барем нема да размислувате и нема да се жалите за тоа во каква држава сте се родиле и каква би била вашата иднина во истата таа држава. Толку од мене. Фала ви на вниманието, извинете за сериозноста и се надевам дека ова што го зборував добре до некогаш. Чао, чао. Се гледаме следната недела, се надевам на поубави и поведри теми.